Сведоци бевте сами на одлуката на судот и ова го осликува она што навистина се случува во нашето правосудство. За ниеден нормален човек ова не постојат аргументи и ова не може да се разбере. Осуден човек да не може два пати да се донесе од Идризово до тука, за една организирана држава и за едно организирано правосудство, тоа е непоемливо и ова е скандал. Мене не ми е јасно како судиката вели дека нема добиено никакво образложение од Идризово. Дали сте биле сведок на некој друг таков случај? Видете, се случува таква да нема комуникација помеѓу судот и затворот. Меѓутоа мене тоа не ми е јасно. Секој што си ја врши коректно собствената работа би требало да ги исполни обврските. Значи Идризово морало да го донесе Јован Вранишковски за оваа држава и за ова правосудство. Не е технички никаков проблем да се обезбеди едно возило и да се донесе Јован Вранишковски. Очигледно дека има некоја друга позадина за тоа. Дали ќе поднесе Јован Вранишковски барање за помилување, пошто голем дел од казната му е веќе издржана? Колку што јас знам, на последните разговори тој ми кажа дека не се чувствува виновен и дека не е подготвен да бара милост. Тој упорно бара правда. А помилувањето значи барање милост за некој што веќе е виновен.